Dobro večer Makedonija, dobro večer naroda na Makedonija, dobro večer Prilepčani, dobro večer herojski grad u Prilep. Demokrati večerava se naoѓаат во Прилеп, имаме дебата, повикуваме да формираме фронт за спас на Македонија. Зошто викаме за спас на Македонија? Бидејќи 32 години Македонија е уништувана од злосторничките Сдружени СДС, ДПМН, ДУИ, нивните полтронски привезоци и нивните злосторнички криминални банди. Пред 2 месеци, 3 месеци во собрание одредена група на пратеници изгласаа закон да го променат, поточно го сменаја кривичниот законник. Само еден пример да кажам. Законот за злосторничко здружување што беше од 1 до 10 години затвор, сега направија да биде од 1 до 3 години затвор. Но тоа не е најстрашно, што овие луѓе ги намалија казните. Пострашно е што на најголемите политички криминалци, злосторници, луѓе што украдија милиарди во последните 5, 10, 20 години, на некои од нив со овој закон им застаруваат делата. Тоа ќе помислите дека е страшно, уште не е најстрашно. Најстрашно е што сите вие граѓани што слушате ова видео да помислите дека овие криминални структури, политичари, функционери, криминалци ќе ги задржат своите милиарди. А тоа се наши пари. Пари од народниот буџет. Секој ден ние што инвестираме, замислете, ги задржат милиардите легално, ќе станат милиардери, милионери. Тоа мене како демократ, како председател на политичката партија Демократи ме боли. Ваков закон не постои нигде во светот. Сите ни се смеат. Донесуваат закони за амнестија. Председателот поранешен, Ѓорѓе Иванов, одлучи 50 души да амнестира, да аболицира и пред да бидат поднесени кривични пријави против овие луѓе, а тоа зборуваме за функционери, во кои беа тука пикнати поранешниот премиер Груевски, Заев, Бранко и други. Замислете што ни се случува во тоа наше ненародно собрание. ДПМН вели дека тие биле против промена на овој закон. Тоа не е точно. Беа во собрание, направија кворум, дозволија да овој закон помине. И тие имаат корис. Каква корис? Сега ќе ви кажем еден пример. Белата зграда, замок од 80 спрата што имаат во центарот на Скопје, по судски постапки беше да се конфискува. Сега ќе застари делото на тоа и ќе си задржи криминалната ДПМН. Цела зграда. Пред 3-4 години ДПМН пријави 60 и нешто милиони евра во имот. Тука се рачуна згради, канцеларии и друг имот. Од каде тие пари? Замислете, едно од најбогатите политички криминални партии се во Европа и во свет. Ваков имот нема никој. Ако рачунате еден стан дека кошта, пример, 50.000 евра, тие фактички имаат 1200 станови, тоа се 60 милиона. И ние имаме тука луѓе, дали преку Фейсбук, дали преку медиумите, како што се некои криминални медиуми, јас ги викам, и соучесници со СДС, ДПМН, ДУИ, кои што секој ден ни го операт мозокот на нивните политички емисии, ги прикажуваат бивши политичари, сегашни политичари, криминалци, луѓе со кривични дела, се радуваат дека некоја си Јанкуловска ја пуштија предвремено од затвор. Тоа се све луѓе криминалци. Ова е стравната факт. Значи, ние како демократи предлагаме
и ќе се избориме, и мора да се избориме, да го промениме овој криминален кривичниот законник. Сакаме да имаме строги казни, да имаме доживотни казни, да имаме и смртни казни, како случај што беше во онкологија, кај што ги убиваја пациентите на место да ги лечат. Ние сакаме да направиме што е најважно, да се намалат пратениците, да се укина апанажата, да се укинат патните трошоци, да им се укине све што е освен нивната плата. Платите ги покачија за астрономски 78%, сакаме да ги намалиме. Па кој сака да биде пратеник, нека биде пратеник доволно во 1000 евра. А ние сакаме да ги зголемиме платите, минимални да бидат 1000 евра. Затоа што не може да се живее ни со 300, ни со 400, ни со 500, ни со 100-600 евра. Еден ден тоа ќе постигнеме. Ќе постигнеме затоа што како демократи ќе работиме секојдневно да развиеме на европска, светска економија, да се отварат фирми и фабрики. Без тоа нема напредок. Без производство нема напредок. Сум кажал и секогаш кажал. Земја што не произведува не може да биде богата, поточно кажано, не може граѓаните да имаат висок стандард. Ние станавме држава, земја, купуваме. И што? Да не зборувам за земјоделието, го уништивме земјоделието. Ние знаеме земјоделието дека може да произведува храна за скоро цел Балкан. Знаеме во земјоделието дека имаме услови, дали е тоа сточарство, живинарство, градинарство и така натаму. Но треба да го заокружиме земјоделието, сточарството, живинарството, покрај производи да отвараме фирми, фабрики за производство на овие производи и да имаме финални производи. Јас би изборувал малце и за изборниот законник. Ние во Македонија немаме изборен законник, ние имаме криминален изборен законник. Затоа што 32 години го менуваат законот во парламентот, све си прават овие владеачки криминални партии да победат. Замислете, драги граѓани, мои сограѓани во Македонија, кога имате криминален изборен законник, кога криминалци, политичари го спроведуваат, што добиваме? Добиваме на власт пак криминалци. Значи, ние како ќе одиме напред, кога во Македонија царува криминалот и корупцијата. Ние како демократи сакаме да ја намалиме администрацијата и ќе намалиме возниот парк и сите непотребни трошоци. Не можат градоначалниците, советниците, министрите да имаат на располагање милиони евра за некои си глупости и ручеци, што викам јас додат да живеат некој раскошен разсипнички живот на сметка на сите нас, поточно народски кажано да ждерат и да ги јадат народните пари, додека народот гладува и умира за леп. И една друга работа што сакам да спомнам околу криминалниот изборен законник, точно знаеме ние демократи и предлагаме има една изборна единица, се бориме со отворени листи. Отворени листи значи нешто за тие што не знаат, дека ќе избираме личности, а не бројки. Денес кога одите на избори парламентарни, во единица до 6 имаме 6 изборни единици, заокружувате бројка. Заокружувате некоја партија, ама не избирате кои се тие 20 луѓе на листата. Една од отворени листи се кога можете да заокружите името на човекот, а тогаш вие го барате тој човек кој што има одлична биографија, кој што може и има во минатото докажано и покажано дека бил квалитетен, неговите дела зборуваат повеќе него се. Убаво кога горката вика, не ме слушај што ти кажувам, гледај што правам. Само така можеме да направиме ние избор.
И затоа се бориме под еднаква распределба на финансите и време трајање по медиумите за сите што учествуваат на изборите. Се разбира, спречување, најважно е од ова се, спречување на криминални избори. Криминалните избори, како ќе испречите ако вие немате поставено камера на секој избирачко место, на таа кутија кај што се стават ливчината и кога ќе се бројат, се отвора кутијата, се покажува на камерата, јасно и гласно се кажува кој колку има, поништено ливче, не поништено. Камерата тоа го слика. Имаме 3468 избирачки места низ Македонија. Во секунда точно ќе се знае, додека не се затвори комплетно гласањето, која партија, кој учесник колку гласови добил. Значи, предлагаме нешто што не е за демократи, предлагам нешто зимнина за наредни 100, 200, 500 години. Затоа што ако не постигнеме фери демократски избори, ако не ги спречиме криминалните избори, секогаш на власт ќе доаѓаат криминалците од СДС да поманетуи. И за мене, како човек пред се, јас сум живеал повеќе од 30 години во Соединетите Амерички држави, дојдов пред 6 години овде, работам и ова го правам ради тоа што го сакам, сакам Македонија, го сакам народот, сакам да им помогнам на сиромашните, да помогнам на луѓето кои што се болни, на социјални случаи, луѓето кои што немаат леп да јадат, а да не зборувам да не можат да го поминат денот. И се разбира за мене што е најважно, јас сакам Македонија да видам функционална држава, народот да почне да се смеја, не да бидеме апатични, депресивни, како што е ние скоро цела држава. И еднаш за секогаш да го уништиме политичкиот криминал, кој што е наопасна форма на криминал. Буквално политичкиот криминал е наопасна форма на криминал, затоа што стимулира, поддржува, поттикнува стопански криминал, мито и корупција. И за мене најважно е тоа да се направи, ова држава да имаме висок стандард, врвно здравство, врвно економија, врвно образование, врвно судство, имаме врвно обвинителство, полиција, а не ние да имаме инфицирано судство, полиција, јавно обвинителство, нашите установи, државни установи, да бидат установи кои што ќе бидат во улога и сервис на граѓаните, политичарите да бидат во улога и сервис на граѓаните, а не како денес се ќе прават да се обогатат, за да можат да живеат раскошен раситнички живот со нивните фамилии, нивните колеги од политичките партии. Многу ми е важно, уште нешто да кажам, не се борам, јас лично, ни демократи за власт. Ние се бориме за промена на политичкиот криминален систем. Ние се бориме еднаш за секогаш во Македонија да завладее правдата, во Македонија да имаме луѓе кои што ќе бидат избирани на работни места не по партија, не по националност, не кој кого знаеш, не фамилиарни луѓе. Во Македонија луѓето да се вработуваат единствено по квалитет, стручност, искуство, образование, знаење, честност и хуманост. Ние тие работи во Македонија ги изгубивме за жал, повеќе нема хуманост, повеќе нема честност. Но има во Македонија честни и хумани луѓе, се разбира, како што сме ние демократи. И затоа ги повикувам сите граѓани на Македонија, македонски граѓани, и како што кажав порано, сите честни македонци, албанци, турци, власи, црногорци, бошњаци, роми и сите други македонски граѓани да ни се придружат во фронтот за спас на Македонија. Затоа што ние немаме ни време, ни можеме повеќе да чекаме. Следната година доаѓаат претседателски избори, доаѓаат парламентарни избори. Не смееме повеќе да им дозволиме на
на овие злосторнички издруженија СДС, ТПМН и да доаѓаат на власт. Мораме да ги тргнеме еднаш за секојаш и да ги пуштиме во мрачната македонска историја. Да ни живее Македонија, да ни живее македонскиот народ, да живеат сите други народи и народности на Македонија. Македонија вечна и вековита.